мене не ми е ясно како до сега не можеа да скинат синџиро на тие злобните луѓе и врапчињата одозгоре знаат тука колку се знае, колку се има направено лошотии. Само некој не смее да го пресече синџиро на средината, од и половината ќе треба да бидат у затвор. Дај малку нека се преиспитат и дека пресечат на средината. Мене не ме интересира више ни партија, ни ништо. Томче беше едно и единствено дете на нас, што си безбедно и среќно работеше на Лукойл на бензинска. Требаше утрото се бајале прва смена да биде. Абе заради овие ѓубрињата тука. Скаснам у живото. Сите се радуваат, деца од бензинската трчат, не може да се суземат дека го нема. Даја држка дека пресечат синџиро на средината. И нека се знаат кои са. Понекна на 40 дена на гробиштата, пратили ме едно ѓубре, тука беше казнал за 3000 денара, за да силичка 3000 денара. Од толка од толе полицаец да биде. Па знае се полицајците какви треба да бидат. Значи ја не знам, на мене не се ми јасни овие свет, зашто татко му беше таков на времето, сега и он е такова. Ја дека го сретна. Васе, кој го штити тај полицаец? Тај го штити некој, па јас дофикам синџиро да се скине на средината. Значи пресечи го синџиро на средината. Абе луѓе врапчињата знаат озгоре гракат и чавките и враните и се живо и диво знаат дека тука у Кочани има огромен синџир на дрога и на се живо и диво и на корупција. Инспекторите кренат по фирмите. Инспектори да бидат. Ние носиме тај број на панталони, ние носиме тај број на палтиња. Излегнати со пуни ќесиња. Едини конфекционер, неќем да го кажам у Кочани, што не е давал мито и корупција, на човекот нон-стоп му стасува казни у фирмата. Нон-стоп. Што не даваш, он вика, ја не сум тај што треба да давам, они са си платени, вика. Та не на ручок, не на вечери, не пари им дават. Зашто полицијата е била у 1 сат у Оризари таа ноќ? Кога кафичот се е веќе затварал. Абе свето е мал, се знае. Не може да мисли дека никој ништо не знае. Ја кога ојдех од Вејпол у диското, улавах унатре. Таа слика у живото никој пат нема да ми излегнат пред очи. Обрќам ги децата да си го најдам детето да видам дали ми е живо или е умрено. Не знам дали има некој чувство и совест.